Синоќа е избрана новата влада од која има големи очекувања во сите сфери на живеењето. Истовремено, оваа влада го превзема теретот многу од проблемите да ги решава во тешка глобална рецесија и присуство на COVID-19. Во вакви услови владата си постави повеќе приоритет во делот унапредување и трансформирање на економијата како услов за сите останати економски и општествени современи движења. Еве ги најважните. Раст на економијата за 4% во услови на пандемија, минималната плата од 14.500 во услови на криза, странски инвестиции за 4 години 1 милиарда евра, подршка на домашните инвестиции за 300 милиони евра, воведување развојна обврзница за инвеститорство со граѓаните и уште неколку други приоритети. Освен економската, значајни измени и предизвици владата си додели и во делот на даночната политика. Кои се овде најважните планови? Останува данокот на добивка од 10%. Останува данокот на личен доход од исто така 10%. Предстои нов закон за ДДВ за фирмите што увезуваат суровини и машини за извоз. Намалување на ДДВ од 18 на 5% во занаетчиството. Продолжувањето на проектот Мој ДДВ и некои други предвидувања. Во меѓувреме, само што владата беше избрана, своји очекувања од неа доставија од Стопанската комора, синдикатот, а овде се очекувањата од граѓаните. Комората е длабоко свесна дека треба да биде носител на процесот во кој на дело ќе докажеме дека како реален сектор не само бараме, туку сме подготвени и да дадеме, да понесеме секаква жртва за да ја надминеме оваа најтешка криза што е пред сите нас. Приватниот сектор го дели мислењето на владата дека треба првично да се заштитат животите на граѓаните, но паралелно треба да се штитат и бизнисите кои единствено можат да обезбедат екзистенција на населението. Велат од Стопанската комора. Нека се подобри економијата. Да биде подобро, да има работа за младите, да не одат по странство. Не очекувам ништо од новата влада. Напредок ниеден. Немаме што да кажем, се исто тоа. Исто го работе и прехода и влада и трета влада, сети е тоа исто. Посебно очекување, немам некој очекување. До сега како што идат владите, не знам дали ќе очекуваме нешто. Со економско-социјалниот совет ќе се разговара со организација на работодавачи, да се најде начин како текстилната и кожарската индустрија да живеат и да добиваат повеќе субвенции, бидејќи сепак работуваат 11% од сите вработени, а во индустријата 30 и нешто поsto. Сите овие обврски очекувања имаат адреса и се упатуваат до новоизбраните министри во досега најмалиот владин кабинет кој го сочинуваат. Лјупчо Николовски, вице-премиер за борба против корупцијата, Никола Димитров, вице-премиер за европски прашања, Фатмир Битики, вице-премиер за економија, Оливер Спасовски, внатрешни работи, Радмила Шекеринска, одбрана, Венко Филипче, здравство, Мила Царовска, образование и наука, Благој Бочварски, транспорт и врски, Ирена Стефовска, култура, Бојан Маричик, правда, Јагода Шахпаска, труд и социјална политика, Артан Груби, прв вице-премиер и министер за политички систем, Фатмир Бесими, финансии, Бујар Османи, надворешни работи, Крешник Бектеши, останува министер за економија, Насер Нуредини, животна средина, Горан Милевски, локална самоуправа, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе го води Аријанит Хоџа од Беса, а Јетон Шакири, информатичко општество и администрација.